во продолжение ќе најавиме во што може да уживаат најмладите или дечињата ако зборуваме за оние новогодишни детски представи кои што го карактеризираат месец декември или крајот на годината и кога зборуваме за Дедо Мраз. Децата се во исчекување на Дедо Мраз, на новогодишните подароци и пакетчињи и на многу новогодишни изненадувања. Но секогаш со своите љубопитни учења ги следат театарските представи и имаат безброј прашања на кои што актерите наоѓаат начин како тоа да го изведат, да одговорат, а сето тоа да биде преку театарска представа. Таква една представа ќе најавиме во продолжение со мојот денешен гостин. Станува збор за Рудолф и Елф, а што ќе се зборува во оваа представа или кое е действието, малку повеќе во продолжение. Со мене во студиото е Христијан Крстевски, кој што е од Театар за тебе, кој што всушност ја прават и оваа представа. Христијан, добре ни дојдовте. Добро е најдов Ивана, благодарам на поканата, драго ми е што сум овде и што може да зборуваме за Рудолф и Елф, односно за една детска интерактивна представа, едукативна представа, која нели е наименета за најмладите, а е во новогодишен дух кој го исполнува градот сега. Да, со посебно внимание, веројатно и расположение ќе се следи и оваа новогодишна представа, бидејќи дечињата знаеме дека во овој период се навистина посебно возбудени. И кога се спомнува Рудолф, па сега и Елф, ако го памтиме Рудолф минатата година и го бараа во самата театарска представа Каде е Рудолф, овој пат Рудолф и Елф се најдобри пријатели кои што обожаваат да читаат новогодишни приказни и ќе зборуваат и ќе се запрашуваат за Снежната кралица. Постои ли, дали веруваме во бајки? Тоа се прашања, можеби само мал дел од прашањата кои што ги имаат дечињата. Така, тоа што во представите на Театар за тебе, особено овие кои се наменети за најмладата публика, оставаме простор за многу прашања. Зошто? Баш затоа што овие представи се малку поразлични од тоа што сме навикнати, односно интерактивноста на самите представи, и со цел нивна едукација и нивно анимирање паралелно додека го следа действието, се отвараат токму со самото действие на Рудолф и Елф. И нели Снежната кралица како нешто што е тука страшно, зимата веќе е во подоснежна фаза и на сите ни е страф од студот, а на децата евентуално и од Снежната кралица. Во оваа представа имаме две постави до сега. Во едната и во другата играат, да речеме, ист број на актери, меѓутоа некои улоги се менуваат. Изабела Јакимова, Ана Димитрова, Ане Блажевски, Анастасија Ласковска и Гоце Андонов ги играат ликовите. Ги видовме на фотографиите сега? Да. Представата трае нели доволно колку што можат децата најмногу и да издржат. Со концентрација и фокус, така. Да, а при тоа да им биде интересно. Да. Тоа што друго е прилично важно за оваа представа е што децата имаат, да речеме, право дадено овдека, доколку некое дете е малку потемпераментно и сака да каже нешто, да биде слушнато од ликовите и тоа да биде примено, па дури да му биде вратено. Да, има многу такви дечиња кои што сакаат да поставуваат прашања, но и да учествуваат во самата представа, бидејќи веројатно ја чувствуваат таа близина која што и самите актери ја создаваат преку изvedба на ваквите представи, но и просторот и можноста која што се остава пак децата да можат да постават некои прашања или на некој начин интерактивно да бидат вклучени во истата. Кога зборуваме за посетеност, рековме дека ова се представи кои што предизвикуваат се поголема посетеност и тоа е така и факт е дека оваа прва изведба, односно премиерната изведба на Рудолф и Елф ќе биде на 16 декември во Пабликрум, но за таа представа картите се веќе продадени. Она кое што ние го најавуваме е дека има можност и простор да се гледа Рудолф и Елф, но на 19 декември во Културно-информативниот центар. Така, со почеток во 18:30, картите за истата луѓето можат да си ги набават на Златен Зап по цена од 250 денари, така што се додека нели има карти во продажба, доколку нели некој е заинтересиран, ги охрабруваме веќе тоа да го направат, за да се го резервираат нивното место. Така. Театар за тебе во изминатата година имаше представи кои што ги правеше и ги реализираше за децата. И веројатно со оглед на тоа што станува збор за неколку актери кои што ги менуваат нели улогите и професионално всушност го изведуваат тоа, се
прават проби секојдневно и се вложува доста. Колку треба подготовка и да речеме конкретно ако зборуваме денеска е наш повод и тема Рудолф Илф, колку време се подготвуваш оваа новогодишна представа? Веќе да речеме дека сигурно 2 месеци интензивно се работеше, меѓутоа тоа што нели најмногу се бара од актерите е нивната адаптабилност, затоа што како веќе што споменав, прашањата кои можат да произлезат бараат импровизација, бараат снаоѓање на сцена и овој тип на представи бара една подкованост која со сигурност можам да кажам дека нашите актери дефинитивно ја имаат и супер се снаоѓаат. Па освен тие 2 месеци, тука го вклучуваме и целото нивно искуство и образование предходно за нели тие представи да бидат успешни. Освен во Скопје, Рудолф Илф ќе игра и во Штип, ме се чини, има и таква најава. Кога ќе биде тоа? Театар за тебе гостува во Штип и гостува во Охрид, исто така на распоред постои потенцијал за гостување во Крива Паланка. Датумите кои се наменети за другите градови може да се видат на социјалните медиуми на Театар за тебе, каде што ќе можат луѓето нели да се видат подетално па да си го организираат сопственото време во однос на тоа. Да, и да се информираат навремено. Така. Минатата година споменав се играше представата Каде е Рудолф и исто така имаше повеќе изведби бидејќи интересот беше голем. И тоа бе интерактивна детска представа бидејќи апсолутно ги вклучува децата со одредена игра во која што тие се просто воодушевени. И веројатно се поставува прашањето дали освен Рудолф и Илф тука некаде на репертоарот е се уште Каде е Рудолф, со оглед на интересот? Па со оглед на тоа што сите го бара Рудолф и откако нели го баравме заедно на сцена, Каде е Рудолф дови 2 датума при крајот на месецот. Ако не се лажам, тоа се последните 2 датума, 30 и 31. Не сум сигурен во однос на достапност на картите, но може да се провери. Исто така на Златен Зап, па нели доколку некој не успеал минатата година да ја гледа, и ако слушнал за Рудолф и го бара, може да дојде заедно да го бараме со новија датуми. Да, ги покануваме еве овие нашите гледачи, можеби најмладата публика која што ја имам или пак нели родителите кои што секогаш сакаат да го организираат времето за своите малечки во овие денови кон крајот на годината да бидат дел од представите кои што ги најавивме, новогодишни представи кои како што кажавме ќе разбудат дополнително љубопитност и за Дедо Мраз и за Снежната кралица и за Рудолф и Илф, а понатака можеби многу други прашања кои што во текот на следната година ќе ги поставуваат, па родителите ќе бидат тие кои што покрај актерите во тој момент понатака ќе се обидуваат да најдат соодветни одговори за детските прашања. Христијан, благодарам за гостувањето, поздрав до цела екипа на Театар за тебе, соработувавме во текот на оваа година, верувам дека така ќе продолжиме и во следната, се со цел да информираме за сите понатамошни представи. Апсолутно, благодарам вам.